Од митинзи и билборди, трката за председател се сели на TikTok. На овие избори за фотелијата на Вила Вонно се тркат 7 кандидати, од кои 2 се жени. Но колку добро го владеа TikTok? Актуелниот председател Стево Пендаровски се бори за втор мандат и единствениот со верифициран профил на TikTok. Тој споделува видео од службени приеми, посети на делегации, но неодамна се зачестија и кампањските објави. Карактеристично за Пендаровски е тоа што во објавите користи раскажувачки пристап. Професорката и патеничка Гордана Силјановска го отвори својот профил за претходната председателска трка, но сега стратегијата е поразлична. Наместо создавањето слика на кул личност која вежба јога, сака да танцува и е вегетаријанка, за оваа кампања на профилот ќе најдете извадоци од митинзи, седници, но и јавни личности кои изразуваат поддршка. Нивниот конкурент, министерот за надворешни работи Бујар Османи, има најмногу следбеници од сите. Тој често има интеракција со публиката, одговарајќи на коментари и прашања. Неговата стратегија е да прикажува извадоци од својата дневна рутина по дома и за време на службените ангажмани. Градоначалникот на Карпош, Стефчо Јакимовски, има релативно нов профил на TikTok. Од малкуте видеа до сега споделени, најголем дел се од гостување во медиуми. Но неговото промовирање на оваа платформа што току почнува, бидејќи само во последните неколку дена сподели неколку промо видеа од средби со граѓани кои пружат поддршка за изборите. Втората кандидатка на овие председателски избори е професорката Билјана Ванковска. Низиниот профил е отворен во февруари, веднаш по објавувањето на кандидатурата. Профилот се уште има мал број следбеници, но содржински исполнет со гостување на Ванковска во медиуми и подкасти. Обидувајќи се да го најдеме профилот на актуелниот градоначалник на Куманово Максим Димитриевски, ни излегува 2 опции. Меѓутоа, во ниту еден од нив нема никаква содржина. Уште еден кандидат за овие председателски избори е Арбен Таравари, моменталниот градоначалник на Гостивар. Тој го има својот TikTok профил уште од 2021 година, претежно за промовирање на својата работа. Но со објавувањето на својата кандидатура се зачестија и видеата од средби со граѓани кои му пружат поддршка, како и негови директни обраќања до јавноста.